Наспроти напорите на владата за воспоставување на нови авиолинии и поврзување на Македонија со голем број странски дестинации, што ќе овозможи значителен прилив на туристи, хотелиерите си пукаат во нога. Ги зголемија цените на услугите, што предизвика откажување на аранжманите на полските и холандските туристи, кои години наназад доаѓа организирано со чартер летови на Охридскиот аеродром. Компанијата која што го откажа чартерот е Rainbow, планираше да влезе на пазарот, го откажа, барем по нивните коментари, затоа што добиле повисоки цени за разлика од други пазари и тоа не може да го издржат. За жал не откажа само пољаците, значи има навистина голем број на групи кои што или се на стендбај, или ги намалуваат бројот на гости во секоја група, или комплетно откажуваат. Секако дека сме загрижени по најавите за бројните откажувања. Само од Полска секој лето имавме над 15.000 туристи. Иако имаше празнично прилив на странски туристи, меѓутоа во една ваква ситуација не знаеме каква сезона не очекува и како се тоа ќе се одрази врз туризмот. Рано е да се калкулира, велат од туристичките агенции кои работеа со полските туристи. Како во цел свет, така и кај нас бележиме еден тренд на покачување на цените и тоа секако има големо влијание. Исто така, дел од хотелиерите одлучи ова година да исклучат услугата all inclusive, што е многу значајно за холандскиот и посебно за полскиот пазар. Поради економската ситуација и поради ред други причини, ова година дел од хотелите одлучија да ја исклучат таа услуга и мислам дека тоа има големо влијание за полскиот пазар, а исто така и за холандскиот пазар. Најавите беа одлични, но поради одредени ситуации кои се случуваат не само кај нас, туку и на светско ниво, се чувствува благ пат на туризмот и намален интерес за патувања. Свесни дека со половична исполнетост на капацитетите во лето не ќе можат финансиски да ја преживеат годината, хотелиерите се оптимисти. Отсуството на пољаците и холанѓаните ќе го надополнеле со гости од други дестинации.